Од друга страна има уште едно интересно правило на брод, вели кој сакаш јазик да го научиш? Одлично. Најди си девојка од таму. Или е забрането девојки да имаш? Од екипажот воопште не. Не смееш да пипнеш. Значи можеш да пипнеш од екипажот што сакаш, не можеш од гостите. Ако Со гостите е забрането. Замислете една канта, би рекол, така на среден море, во која што имате работа и имате некои 5, 6, 7 часа плежер. така, би рекол плежер, така. Што ви правеле? Значи тоа е како да затворите, да речам, 10 глувци во една кутија. Што мислите дека ќе се случи, така? Значи тоа е реалноста. Во било кој момент каде што имате огромна количина на луѓе затворени во мал простор и нема што да прават, да речам, во овие 2, 3, 5 дена на море, најчесто нели. Да, значи наравно учение извлековме дека мажени и женети не се оди да работите на брод, Точно. може да се деси. Прва работа и втора курсус. работа. Сакаш да научиш јазик, најди девојка од земјата која што го говори тој јазик. И верувајте ми, на вистина помага. Браво. Значи јас германски јазик научив уште во Македонија. Значи нас во средно имавме посебен тип на паралелка, така наречена германска паралелка, под покровителство на германската амбасада, би рекол швабската амбасада, се извинувам, моја грешка. Парите исчезнаа, ни кажаа дека веќе нема да постои оваа паралелка, така да века јас се извинувам. Тоа беше објаснувањето. Добре, дојдовте во Македонија.